Ние ќе ви дадеме работа, вие ќе ни дадете гласови. Врз оваа основа на клиентелизмот е изградена главната врска на политичките партии со нивните членови. Ова се разбира дека е пораз за политичката идеологија и за политиката во суштина, но пораз и за самата демократија, затоа што овој однос најмногу цвета пред избори. Вечерва во Агенда 35 гледате ексклузивна анализа за тоа колку вработување имаше во јавната администрација во последниот период и што велат за тоа експертите. Имаме интервју со председателот на Сојузот на стопански комори Трајан Ангеловски. Останете со нас. Јавниот сектор традиционално се полни пред гласање. Само на 2 месеца пред распишување на изборите, објавени огласи за дури 2690 работни места. Експертите коментираат дека оваа динамика на вработување отвора сомнежи за политичка корупција и купување гласови. Интервју со Трајан Ангеловски, председател на Сојузот на стопански комори. Следете не. Вработувањата во јавниот сектор се интензивирале пред официјалното распишување на изборите во средината на февруари, а тоа секогаш остава простор за сомнежи за политичка корупција, односно начин да се придобие гласачкото тело. Само последните 2 месеца до распишување на изборите, јавните институции објавиле огласи за дури 2690 работни места во јавниот сектор. По одделни институции, огласи за најмногу работни позиции објавиле неколку јавни предпријатија, и тоа национални шуми како апсолутен рекордер со 385 работни места, потоа јавното предпријатие за заштита и одржување на магистрални и регионални патишта со 215 и АД Електрани на Северна Македонија или ЕСМ за неколкуте своји подружници со 160 вработувања. Погоре на листата се и Министерствата за економија, за образование и наука, како и Службата за општи и заеднички работи при владата. Експертите коментираат дека забрзаното вработување на државна сметка пред избори е секогаш симптоматично. Полнењето на јавниот сектор, ајде нека го ставиме во наводници, можете слободно да го изедначите со политичко, односно конкретно партиско влијание во даден момент. Тие доколку се одвиваат непосредно пред избори не се различни. Многу е тешко да кажеме кој е политичкиот интерес, затоа што немаме правни процедури кои завршуваат со некаков исход. Така, сакаме да имплицираме, нели, еве дека тие се местени вработувања, меѓутоа без правна разрешница дека некој наместил на толку многу нивоа на филтри низ кои што треба да помине, а никој не е за ништо осуден, тешко е да констатирам дека за тоа станува збор, иако постојат бројни индиции дека тоа се случува. Сега за оној дел каде што има за една институција голем број на апликанти, каде што институцијата не може по обем на услуги, обем на работа да оправда зошто има толку вработени и зошто сега одеднаш вработува толку многу луѓе, тука треба акутно да гледаме дали има простор за злоупотреби, кои се злоупотребите. Зошто институција со, не знам, со 3000 вработени нагло распишува оглас за 400 места. Тоа е многу симптоматично. Дека овој модус операнди на јавни вработувања пред избори за партиски гласови за возврат е долгогодишна практика, неодамна зборуваше и антикорупционерот од претходниот состав на Државната комисија за спречување на корупцијата Владимир Георгиев. Тоа се случуваше, јас не знам дали и сега ќе биде прескокната да се објавуваат голем број на огласи на еден ден дури пред конечното распишување на огласите од страна на собранието, што веднаш потоа се ставаат во умирување. Тоа го имавме со години назад пред секој изборен циклус такви примери. Значи, Агенцијата за администрација веднаш ги стопира тие и согласно изборниот законник 8А, тие се ставаат во умирување додека трае изборниот процес, за да продолжат оние постапки што се запрени по завршување на изборите. Меѓутоа, тука веќе се воспоставуваат клиентелистичките односи. Бидејќи власта еве вели, бидејќи тие ги распишуваат огласите, ние ќе вработуваме, па на одреден начин се сугерира веројатно на електоратот, еве гласајте, знаете за кого би требало да гласате, бидејќи по завршување на изборите ние ќе ги завршиме и овие огласи за вработување. Во суштина, значи, тоа е еден механизам за воспоставување на клиентелистички односи помеѓу партиите и граѓаните и обид, би рекол, за влијание врз избирачите. Јас се надевам дека граѓаните конечно ќе бидат свесни после толку изборни циклуси дека не само за вработувањето огласи, туку и започнување на градежни работи или рекламирање на градежни работи во тек, што 4 години претходно никој не ги споменувал. Така да сега во овој период, ја верувам дека повторно ќе се интензивира све со обид
да се придобијат гласови, а после тоа повторно 3-4 години ништо да не се прави. Професорот Гоцевски го прашавме колку државните институции се однесуваат меритократски кога вработуваат, односно дали клучни критериуми за тоа се вештините и квалификациите пред политичката или партиска позадина. Тој вели дека формално институциите ги почитуваат плановите за вработување кои предвидуваат конкретни критериуми, како на пример соодветно образование. Меѓутоа во реалноста тие често се менуваат. И рамката бележи честа промена и чести измени. И не е прв пат да изминативе 6-7 години се забележуваат измени околу видот на образование кој што се поставува како општ услов и друг тип на квалификации што се пишува како посебен услов, потребни, не знам, за дали за сметководство, дали за расиско работење, дали има поседува или не поседува, така да соодветното образование, дали е условно речено, дали одговара за работното место, според описот што е дефиниран за работното место, треба да го бараме во општите акти, во актот за систематизација на работни места, бидејќи самиот оглас како таков мора да го одрази правилникот за систематизација. Меѓутоа, она што дополнително треба да се укаже е дека тренд кој што е видлив во најголем број, да избегнем да кажам сите огласи за вработување или постапки за селекција на административни службеници, бележат измени на правилникот за систематизација на работни места, кои што содржат и категории во делот на образование, кои што се бара за тоа работно место, непосредно или неколку месеци непосредно пред распишување на работното место. Така да тоа е еден показател дека тие се условно речено се подредуваат за да се одветствуваат за одредено вработување. Реформата на јавниот сектор, особено на администрацијата, која често во меѓународните извештаи е оценета како бавна и недоволно ефикасна во давањето јавни услуги на граѓаните и фирмите, според Денковски е само одраз на слабиот капацитет за промени на државата. Тоа е субјективен мој став како експерт е дека концептот на реформирање на јавната администрација во смисла на воведување на некој нова парадигма или начин на работа треба малку да се подзаборави, затоа што 20 години оваа држава е постојано во некаков процес на промени. Каде што очигледно увидно дека промената на правната рамка едно време кореше далеко со побрза фреквенција, поголема частота отколку фактичкото спроведување на тоа што со закон е предвидено. Така да ние треба во поглед на јавната администрација да влеземе во еден процес на консолидација. Тоа од 2017 се барем мои изјави. Администрацијата треба да се консолидира. Треба да се пречисти, да се изфилтрира и да застане на едни попредвидливи, пологички во организациона смисла, да стане една пологички организирана целина, така да ако веќе мора да биде реформа, треба да оди во насока на консолидација. Да се пречисти кои институции мора да постојат, кои линии на отчет да постојат, кои институции ќе одговараат за што, кои институции ќе креираат политики, кои институции ќе ги спроведуваат на терен. Реално капацитетот на оваа држава да спроведува некакви системски или структурни промени, по тоа подразбирам да се направи зафат кој влијае на повеќе институции одеднаш. Не само реорганизација во една институција, смени вака, смени така, не. Процес што мора десетина институции паралелно да го изведуваат. Тоа би биле системски промени. Капацитетот на оваа држава е да може да спроведува на период од 2 до 6 години системска промена. Промени се случуваат латентно. Немаме капацитет за брзи промени. Едноставно нема ниту човечки, ниту кадровски, ниту политички. Помеѓу другото, поради големата флуктуација на политичко водство. Не знам, пред некој време сега кој беше објави дека 116 министри се сменети за овој кус период, што значи дека голем дел од министрите не истерале ниту еден мандат. Тука имате промена на политички позадини, провениенција на министрите, сега ако имате промена на раководството што треба да го движи и застапува процесот на реформата, тие процеси се раѓаат, згаснуваат, се паузираат, се менуваат во ход, ништо не биваат. Така да реалниот капацитет е малку на среден и долг рок смислени промени. На краток рок немаме капацитет. Инаку, целиот јавен сектор во земјава, според последните податоци, брои 129.374 вработени. Господине Ангеловски, новата година, 2024 година, ја стартуваме со прелеани ризици од минатата година, со очекуван реформски застој, притисок за инфлација и секако 2 изборни циклуси. Како председател на Сојузот на стопански комори, со какви очекувања, со какви стравови, но и со какви предизвици компаниите влегуваат во новата година? Ви благодарам на прашањето.
И дефинитивно оваа тема и овој тип на прашања се многу деликатни со оглед на тоа што постојат доста непознаници и во минатиот временски период на дворешни влијанија, а и оваа година, освен што имаме неповолна домашна ситуација со изборите, каде што скоро половина од годината очекуваме дека во овие предизборни случувања ќе се потроши без некои посебни економски и реформски процеси. Исто се очекува и овој неповолен тренд од надворешните пазари. Европската Унија, приметуваме каков е нивото на раст во Европската Унија, некаде негативен, некаде благ позитивен, меѓутоа генерално е неповолен. Така да ние, како една неразвиена економија, треба да се обидеме да видиме што е можно да инвестираме во развој на нашата економија со реформски процеси и зголемување на растот. Не треба да ги гледаме овие предизвици дека се клучни, меѓутоа тие ќе имаат одредено негативно влијание, меѓутоа ние треба да го дадеме најдоброто од нас да ја подобриме климата во нашата економија. Така, може ли поспецифично да кажеме каде во моментов компаниите ги имаат најголемите проблеми, во смисла на тоа дека во претходните години имаше проблеми со енергетската криза, цените на енергенсите и така натаму, кои се сега тие клучни предизвици за компаниите? Па ние сметаме дека таа енергетска криза на тема во македонската економија се уште не е завршена. Прибидејќи ние имавме во минатиот временски период екстремни цени на енергетиката. Точно е, тие цени малку се снижија, се избалансира, сега немаме некои нагли скокови, меѓутоа сегашното ниво е се уште повисоко за разлика од претходните нивоа кои ги имавме пред 5 или пред 10 години. Така да ние дефинитивно мораме да го изодиме оној пат кој го предвидува и Европската Унија во своите документи. Нашава држава го прифатила тоа, меѓутоа за жал не го имплементира. Се мисли на енергетска транзиција, енергетска ефикасност, намалување на количините на енергија кои ги трошиме и тука ќе се судриме и со новите правила на Европската Унија за carbon footprint, значи да мораме да декларираме на секој производ колкаво е производството на јаглерод диоксид и дека Европската Унија ќе ни наметне царински стапки во однос на овие проценти на испуштање на вакви јаглеродни гасови и ќе мораме да ја реформираме нашата економија. За жал нашите институции, како и за многу други работи, се неспремни во овој дел. Не работат, многу малку луѓе и во јавната администрација се информирани со ваквите случувања и не ми изненадува дека може да дојде моментот да бидеме навистина изненадени и да македонскиот извоз се соочи со сериозни проблеми. Дел од владините мерки кои што ги имавте вие како бизнес во изминатите години завршија, дел нови мерки беа наметнати како што беа замрзнатите цени на одредени основни производи. Генерално, како ги оценувате овие владини интервенции во поглед на бизнисот и заштита на стандардот на населението? И воопшто на кое ниво е комуникацијата помеѓу бизнисот и институциите од другата страна? Знаете како, кога настануваат големи потреси, да владата и владините институции имаат право да реагираат, да вршат интервенција во ситуација на нагли потреси, дури имаат и одредени механизми, државни стоковни резерви и така натаму, се со цел да ги амортизираат овие удари. За жал, некои од овие механизми не беа употребени. На многу луѓе кои се стручни во оваа област не им е јасно зошто тоа така се одигра. Многу често владините функционери се со цел да оправдаат одредена своја неактивност во минатиот временски период, го поставуваат прашањето дека тие успеале да ги исконтролираат цените. Знаете, ова беше светска инфлација, ова не беше македонска инфлација. Цените на храната на светските берзи скокнаа со оглед на војната во Украина, со оглед на растот на цените на енергентите и така натаму.
Така да, ние сме само една коцкичка од мозаикот на Европа и на светскиве случувања, така да не треба да очекуваме дека некој во Македонија има магично стапче и дека може во Македонија да ја заузда таа инфлација, а во цел свет таа инфлација да биде висока. Од страна на компаниите овие мерки се многу непопуларни. Зошто? Затоа што директно навлегувате во одредени креирања на цени и услови на пазарот. Знаете, владините институции немаат некое истенчено чувство кое треба да биде нивото на цените. Затоа што производителите калкулираат, некогаш влезовите им се со повисоки цени на суровини, цените на работната сила континуирано растат во Македонија, како се зголемуваат платите и така натаму, и вие како можете да се вратите на цените од пред 5 или од пред 10 години? Па ниједна цена не е иста, нити цената на работната сила, нити цената на суровините, нити цената на енергентите не е како пред 10 години. Така да сметаме дека владата треба да се фокусира максимално на реформирање и либерализација на македонскиот пазар. Значи, сметаме дека со своите мерки и активности треба да обезбеди фер надпревар економски на економските оператори и сметаме дека еден голем дел од инфлацијата и зголемениот увоз е исто така резултати на високите царински стапки. За многу прехранбени производи ќе се изненадите, меѓутоа Македонија има енормни стапки. Сега за време на кризата со цените на прехранбените производи, Македонија имаше, ако не се лажам, за масло за јадење нерафинирано, некоја си царина од 3-40%, што беше енормна. Јас знам од некои наши членки кои произведуваат одредени прехранбени производи, ако ви кажам, мислам дека станува збор за брусница, сушена, дека се плаќа царина во Македонија од 40%. Таквите царини на вакви прехранбени производи на вистина не очекувајте дека ќе креираат ниски цени. Владата треба да го хармонизира царинскиот систем на ниво на Европската Унија и да го следиме правецот на Европската Унија. Така, во овој контекст може да ги искоментирате и квалитетот на јавните услуги, затоа што брзината, ефикасноста, па и профитабилноста на бизнисот во голема мерка зависи од тоа какви услуги добива од страна на јавните институции. Мислам дека е ова вечна тема не само за компаниите, туку и за граѓаните. Знаете, мислам дека неефикасноста на јавната администрација не е веќе тајна и дека и од голем дел на владини функционери се потврдува овој став и дека дефинитивно, веројатно, доколку влеземе во процес на преговори со Европската Унија, мислам дека едно од првите прашања ќе биде реформа на јавната администрација и таа јавна администрација мора да влезе во еден процес на дигитализација, во еден процес на автоматска обработка на многу документи. Вие денеска, за да завршите некоја процедура, замислите треба да обезбедувате документи од едно министерство да ги носите во друго министерство. Од истата таа јавна администрација. Па извинете, ние не сме испорачувачи на пратки, популарно наречени поштари од едно до друго министерство. Во 21. век постојат дигитални алатки како истите тие документи да се трансферираат и целиот процес може да се заврши за многу краток временски период. Многу експерти во изминатиот период укажуваат на пораст сериозен на сивата економија во државата, која што поприлично го загрозува останатиот дел од економијата. На вас како Сојуз на стопански комори, какви ви се информациите од терен? Па ние за жал се сложуваме со оваа констатација и приметуваме дека на вистина сивата економија зема голем замав во изминатиот временски период. И ние имавме на одредени состаноци со одредени владени функционери наши предлози дека процесот на воведување на е-фактура треба да што е можно побрзо да се заврши, се со цел да, знаете, тоа е еден познат систем во светот, многу земји го имаат воведено, така да веднаш да може на една иста платформа да бидат поврзани и компаниите и управата за јавни приходи и веднаш да се детектира, да се види како функционира тој дел од економијата и мислам дека ни престои голема борба или доста напори мора да се вложат сивата економија да се стави во едни навистина контролирани рамки, затоа што
Мислам дека никој не добива од сивата економија, а има многу страни кои губат компаниите кои се во реалниот сектор, губи државата од ненаплата на давачки, даноци и така натаму. Недостигот на стручен, квалификуван и достапен кадар веќе станува голема тема во бизнес секторот. Во оваа насока се иницијативите за регионализација, односно отварање на регионалните пазари на труд. Ке го решили тоа проблемот и зошто всушност веќе сме во ваква ситуација? За недостатокот на стручен кадар мислам дека е тема која постои веќе 10 или можда 15 години. Процентот на невработеност во изминатите 10 години драматично се намали, така да сме ние официјално сега на одредена стапка од околу 14%. Меѓутоа, според некои наши неофицијални информации од наши членки, знаете, кога ќе објавите оглас, гледате колкав е фидбекот на пријавени луѓе и така натаму, ние сметаме дека овој процент е исто помал, не е на ова ниво, значи официјалните бројки се повисоки, можда одредени луѓе се пријавуваат ради одредени бенефиции кои ги добиваат од Агенцијата за вработување. И во однос на регионализацијата, тоа е одлична работа, ние секогаш ја поздравуваме, сметаме дека сите бариери кои постојат во овој економски регион треба да бидат апсолутно намалени или отстранети, се со цел нашите компании да можат несметено да работат во овие неколку земји од нашиот регион. Знаете, нашите земји се навистина многу мали, да ние се ограничиме да можеме да работиме само во Македонија, само во Србија, само во Албанија или во останатите земји. Меѓутоа, македонската економија во овој момент не е во добра кондиција. Така да мислам дека оние економии од ова иницијатива, регионална иницијатива Отворен Балкан, кои се во подобра кондиција, мислам дека ќе имаат по логика на економските законитости една покомфорна зона и ќе може да привлечат многу повеќе вработени, прибидејќи тие ќе можат и подобро да ги платат. Така да очекувам дека можда наши компании како подизведувачи или наши вработени можда во некоја од овие земји од Отворен Балкан, со оглед дека Македонија последниве години има пониски стапки на раст од останатите земји, дека можда ќе се прелее одреден број на вработени во однос на иницијативата Отворен Балкан. Го споменавте Отворен Балкан, целокупно земено иницијативата е за полесен, побрз и поефикасен проток на стоки и луѓе. На терен се чувствува ли тоа? Ние поздравуваме ова иницијатива и сметаме дека и треба. На нашиот регион му е потребна ваква иницијатива. Сме присуствувале на доста од овие самити кои се организирани. За жал, мислам дека има околу 20 на средби во рамките на ова иницијатива и за жал ние гледаме многу малку мерки кои се произлезени. Ние би сакале да има далеку повеќе мерки, затоа што и беа најавувани. Мислам дека на регионов му треба економска регионализација. Што ние политички мислиме, какви ни се погледите, некогаш, знаете, политичарите имаат различити визии, меѓутоа економиите мора да функционираат, затоа што сме премали. До сега мислам дека протокот на границите е во одредена мерка олеснет. Приметувате, можеме со лични карти, воведени се дополнителни колони за влегување и така натаму. Му фали инвестиција во инфраструктурни објекти, во однос на железници, дополнителни автопатишта, подобро поврзување помеѓу земјите членки. И сега ја гледам иницијативата со почетокот на дигиталната регистрација на вработените. Меѓутоа, тоа се само неколку мерки. Ние очекуваме далеку по-интензивно во следниот временски период. Се со цел, времето е многу битна категорија кога тоа ќе се случи. Ако во овие неколку години имаме само 2 мерки, за целосно исполнување на таа визија, колку години ќе ни бидат потребни? 100, 50? Мислам дека е предолг временски период.
Финансирањето на бизнисот исто така е секогаш актуелна тема. Компаниите и во минатото, предпоставувам и денеска, се жалат дека не секогаш има доволно слух од страна на финансиските институции. Каква е сега состојбата и за каков тип на проекти во принцип најмногу компаниите се гладни? Компаниите генерално се финансираат највеќе од страна на банките. Банките се од друга страна приватни институции, собственост на акционерите кои ги поседуваат акциите, и тие се на некој начин економски субјекти кои работат во насока на обезбедување на економска профитабилност и така натаму. Тука сметаме дека државата треба да игра една малку поактивна улога со Македонската банка за поддршка на развојот. Македонската влада треба да ја обезбеди одредени ликвидни средства на оваа банка и оваа банка треба да го на некој начин поддржи развојот на овие нови, иновативни технологии, трансформации и така натаму. И тука сметаме дека Македонската банка за поддршка на развојот има простор и до сега ние сме задоволни од нејзиното функционирање. Меѓутоа сметаме дека може да се дооформи, да се докапитализира и оваа банка да даде една добра логистика, да не зависиме само од комерцијалните банки, туку да имаме и една развојна банка на вистина. А реално колку компаниите побаруваат, затоа што нели зборуваме за тоа дека од една страна сме во некаков ритм на преживување, моментот е дали на вистина компаниите се спремни во овој момент да работат на развојни инвестициски проекти? Компаниите мора да работат на развојни инвестициски проекти, каква и да е состојбата надвор, каква и да е лоша околината, затоа што ако не работат на развојни компоненти, знаете, тоа е систем на преживување. Доколку вие не го направите, ќе го направи вашиот конкурент, вие ќе изгубите битката и почнувате да тонете. Така да мислам дека развојот нема алтернатива. Во бизнисот секогаш ние разговараме за мал или за малку поголем развој. Така да затоа велам, сите овие регионални иницијативи, развојни компоненти со нови технологии и така натаму секогаш треба да бидат поддржани, компаниите секогаш мора да се развиваат. Ние и во минатото сме апелирале државата дека треба да даде адекватна логистичка поддршка. Во индустрискиот сектор голем дел од компаниите имаат проблем со обезбедување локации за инвестирање. Знаете, не постојат доволно индустриски зони. Имаме компании кои инвестирале во одредени зони, па се соочуваат со тоа да немаат асфалтен пат или такви елементарни услови. Има компании кои немаат пристап до канализација, има компании кои имаат проблем со водоснабдување, има компании кои имаат проблем со асфалтен пат во 21. век, а ние ќе разговараме, знаете, кои се европските нормативи. Инфлацијата и во текот на оваа година останува прашање, односно предизвик. Според Народната банка таа ќе се движи од 3,5 до 4%, според владата околу 2,5%. За раст малтене и не се разговара. Што овие бројки значат од аспект на бизнисот, од аспект на оние кои што треба да креираат вредности пари во системот? Па да поставаме едно вакво прашање. Ако овие стапки на инфлација ги споредите со очекуваната стапка на раст, дали тоа значи дека ние ќе бидеме во одреден минус? Или во нула, или во благ минус, или во малку поголем минус? Значи, на вистина, за ваква економија, стапки на раст од 2, 2,5, 1,5%, 3% се на вистина премали. Оваа земја, кога ќе гледате според апсолутното ниво на раст на европскиот континент, е една од последните економии. И мислам дека не постои апсолутна никаква причина за задоволство. И ние не смееме да гледаме дека на ваквите стапки на раст да кажеме добри се. Не се добри. Нас ни требаат стапки на раст 5, 6, 7%. Како се обезбедуваат ваквите стапки на раст? Со континуиран процес на реформи, подобрување, европски услови за работење. Не можеме ние да тврдиме дека сакаме да одиме во Европа, да имаме царински стапки
афрички, азиски, не знам. Значи не мора да имаме европски. Ако ни е главен таргет Европската унија, не мора да имаме еднакви царински стапки како што имаат европските компании, па тогаш да можеме ние во такви услови да се надпреваруваме со нив. Ако треба да градиме индустријски објекти, да ги имаме истите услови за градење и во Македонија, и во било која европска земја. И во тој случај ние би можеле да се наметнеме дека сме сериозен играч. Мислам дека што е можно побрзо, реформа на администрацијата, приватизација на нефункционалните државни институции, јавни предпријатија, железници, пошти, кои континуирано бележат загуби. Мислам дека овие средства треба да се инвестираат во профитабилни проекти, а не да се во вакви компании кои континуирано бележат загуби. Ви благодарам многу. Ви благодарам. Следната недела се гледаме во ист термин со ексклузивно интервју со амбасадорката на Соединетите Американски држави Анџела Агелар. Останете со нас.